Наместо да се реши хаосот со градскиот превоз во Скопје, тој се продлабочува. Приватните превозници си ги бараат парите кои им ги должи ЈСП, а во јавното сообраќајно претпријатие вработени се жалат на притисоци, казни и истечени договори. Дел од приватниците повторно јавно побараа да им биде исплатен долгот и да се договори нова цена за километар. Јас можам да кажам за мојот пакет долгот е околу 8 милиона и немаме фактури за месеците јули, август и септември. Имаме повеќе од 200 автобуси кои што не се искористени. Ние едноставно со оваа цена не можеме да издржиме. Инфлацијата во последните 10 години е за 40% покачена. Тековните трошоци ни се енормно зголемени, едноставно нема како да се вратиме да возиме нормално. Во меѓувреме синдикалците од ЈСП се пожалија на притисоци и суспензии. Подпредседателот на синдикалната организација при ЈСП, Меджит Дрези, вели и дека десетина луѓе повеќе не возат затоа што им биле истечени договорите. Бараат укинување на договорите на дело. И затоа ми дури баравме да се укине веќе тој договор на Агенцијата за привремено вработување. Идризи појасни и дека шофер во ЈСП кој работел во претпријатието повеќе од една деценија е суспендиран зашто возел неисправен автобус кој удрил во шахта во Драчево. Вели доколку автобусот бил во исправна состојба немало да се случи тоа. Вината ја лоцира кај надлежните, а не кај вработените кои плаќаат за неодговорноста на раководителите во службите. Човекот работи тука 13 скоро години, 12 години полна има за 13 години да се суспендира за такво нешто, ја не знам. Од кај ги наоѓаат тие дека возачот е крив што држачите на моторите да речеме дека испаднат. Дали ЈСП има план за долгот кон приватниците и за договорците вработени кај нив? Не добивме одговор. Нема ниту коментар за обвинувањата дека вработените трпат притисоци.